Добро вечер, мои сограѓани, добро вечер, мои другари, пријатели, жители на населбата Гоце Делчев. Имам голема чест и задоволство, меѓутоа и голема обврска, овде како го зборувам пред вас, стоејќи, бидејќи и јас потекнувам баш од оваа мала овдека близо до Кошевите. Следното што ќе ни се случува, сакам да го кажам и во мојот говор. Не сакав денеска да зборувам политички, меѓутоа се наметнуваат и некои теми кои ќе мора да ги кажеме оваа вечер. Првин да кажеме еден сублимат на она што го направи Сојузот за еднината предводен од СДСМ и градоначалникот Зоран Дамјановски во претходниве 4 години, а потоа и она што ќе го направиме за оваа најурбана населба Гоце Делчев во наредните 4 години. Ќе почнеме од почеток, од она што значи изградба на булеварот Долек Трета Македонска, кој поврзува од едниот крај на градот до излезот поминувајќи низ нашата населба. Го уредивме со прекрасни жардинјери, го направивме еден од несовремените булевари во градот. Следното беше атмосферската канализација на улица Вараждинска, каде потоа беше и целосно реконструирана. Следниот потек со кој го повлековме овие 4 години беше и она што значи од Бранко Богдановски Гуцман, целосна реконструкција на улицата со целите тротоари, меѓутоа и со зеленилото кое беше целосно уништено, сега ќе го вратиме во незиниот целосен изглед. Најголемата придобивка на оваа населба е и гасификацијата која поминува и дојде преку целата населба, дојде до улица Лесковачка и веќе во наредните 4 години ќе го почувствуваме она што значи најеколошко и најекономично грејење на сите жители во оваа населба. Овде кај што стоиме, овие кошеви беа малку запуштени, меѓутоа сега во овие 4 години целосно се оградени, целосно осветлени, кошевите заменети, головите поправени. Вториот дел ќе го посветам на она што ќе го направиме во наредните 4 години. Некои ќе кажат, кога ќе пуштиме телевизија, дека сме немале време да направиме програма. Меѓутоа, немаме ние ниту мала, ниту голема програма, ниту позлатена програма, ниту програма напишена во цели томови. Програмата за овие локални избори 2013 година ги напишуваме заедно со вас, заедно со народот, одејќи од куќа на куќа. Затоа програмата што ќе ја сега кажам, таа е програма точно од вас и затоа оваа програма ќе реализираме во наредните 4 години. Амин! Ќе почнеме од почеток. Долу кај зграда број 2 и куќа број 4 на улица Лесковачка спрема Титова Митровачка ќе се направи преминот со кој учениците ќе можат лесно да одат во училиште. Тротоарите на улица Лесковачка поврзувајќи се со тротоарите на улица овде Католија Думба. Тоа се двата големи проекти со кои нашата урбана заедница ќе почне да живее. Следното е реконструирање на скалите кои сега ги поминуваме со градоначалникот и советниците кои во натамошниот период ќе водат ова општина. Тоа се скалите поврзувајќи се тука од Суперсрк доле до Мимоза, заедно со целиот оној систем што значи бетонирање и ставање нови ракопати. Ова се дела со кои можеме да се пофалиме овдека пред вас, граѓаните. Но сега не можам да не кажам нешто и политички, кој сигурно многу ќе ни значи. Ние оваа кампања СДСМ со коалиционите партнери ја започна на 8 март и не случајно. Одевме во митингот на Скопје, тоа ни се случи на Прочка. Нашиот митинг во Куманово ќе биде на денот на младите. Тоа се младенци. Меѓутоа, главниот празник ќе биде на 24 март, кога ќе слави Куманово.
кога ќе пуштиме телевизор, гледаме се и се што. Меѓутоа, кога ќе ни дојдат гости, не смееме да отвориме ни флаша пиво, да не ни дојде Груевски на отварање. Се плашиме да го отвориме фрижидерот, да не излезе некој од кандидатите заедно со неговата програма. Ако појдеме во главниот град, сигурно е дека ќе видиме дека само една партија се рекламира за избори. Како ова да не е демократија. Затоа на 24 март ве повикувам сите мои комшии, заедно да излеземе, да го заокружиме бројот 42 за сегашниот и идниот градоначалник Зоран Дамјановски. И бројот 42 за листата на советници предводена од советникот Максим Димитриевски. Да сте ми живи и здрави, да живее населбата Гоце Делчев, да живее Куманово, да живее Македонија.